Пченката достигна повисока цена од оризовата арпа. Со откупна цена од 14 до 17 денари, оваа земјоделска култура го достигна дното, се жалат оризопроизводителите од Кочанско. Илчо Зашов од Спанчево речи си 100 тони оризова арпа чува во амбарите, па поради ова е принуден наредната година да ги преполови површините. Така што наместо на 8, ориз ке посее одвај на 4 хектари. То ќе мораме и од таа култура да се откажуваме. Со години сум го ја тоа кажувал, другите села бар кои можат на бавата површина да си засеат други култури, нема што да барат у оризо. Оризо е сега од 15, 14 до 17 динара. А царевица, пченка на пазаро се траже, дават по 20 динара, не може да се најде. Годинава ѓубрето достигна висока цена, а земјоделците не се офајдија ниту од владината мерка зелена нафта. Он ти дава колку таму еден литар на декар ти дава, како го обрачунал он тај трошок, еден литар да ти даде на трактор од 70 коња, од 100 коња со 4 клипа, тај ќе го изруча само до пато, килото до тука да дојде, од селото ќе го потроши. Една вреќа арпа, една вреќа ѓубре, а ѓубрето 25 кила, а вреќата оризов 45. 750 динара ѓубре. Поради лошата година, еден дел од оризопроизводителите ги немат подмирено за останатите сметки за воден надоместок, па поради тоа не можат целосно да ги земат субвенциите. Велат имат начин државата да помогне, но таа е глува. Надоместок имам околу 80.000 или 1.500-400 евра. Ама само можам ориз да ја дадам, друго немам. Да имам крава, ќе отерам кравата у облешно, ќе продам, ќе и платам друго. А државата, па ако може, директно од субвенциите, нека му префрле на водостопанството, рестото нека ги дадат на мене. Според проценките на оризопроизводителите, околу 60% од ланскиот ориз во Спанчево е непродаден, така што прашањето е што ќе прават со новиот ориз, што ќе треба да го жнеат за околу 2 месеци.